Со 5 негативни тестови, 54 годишната Штипјанка Ругман Хусеинова е заведена како една од 49 жртви на коронавирусот во Штип. Неколку денови по незината смрт, незиниот син се сомнева во диагнозата на мајка си и во исправноста на одлуката таа да биде хоспитализирана на инфективното одделение, зашто од симптоми имала само малаксаност и поспаност. Дават ни упут да ја носимо инфективно одделение. Носиме инфективно и прават 5 теста. 5 теста. Нема никакви симптоми на COVID-19, температура мера 36 во ден. Ама вика чим се ја пратиле тука и ќе стајаме како осумничена на COVID-19. Значи докторите ви слушаат, викам значи спие и кога не се таму, ставија да седе и таму ќе спиеш. И он ми кажа, значи стварно вика многу спие. Ја кажа дека само ради тие причини ја носи. Но по 3 дена поминати во болница, состојбата на Ругман станува критична. Од третиот ден мајка ми ја снема. Питуваме како е, одиме. Тешко е и се ни кажува дека е тешко и никако да ја префрлат. Не можеме да испитаме, ќе треба да испитуваме сега, не можеме, не знам зашо не само желе. И вчера кој да јас ке матишата, мајка ми века за жал е почината, погребаме ја со сандък, ние сме муслимани, погребаме ја со сандък. Као да е од COVID-19. Од друга страна, од клиничката болница информираат дека и покрај негативните тестови, Хусеинова имала сериозна клиничка слика која упатувала на корона инфекција. Пациентката беше примена со кашлица, болки во мускулите, масивна билатерална пневмонија и сатурација од 40%, карактеристични за пациентите со COVID-19. Хоспитализирана е на инфективното одделение каде соодветно е третирана. Поставена е на кислородна поддршка, дадена и антибиотска, бронходилататорна, антикоагулантна и витаминска терапија. И покрај адекватниот третман пациентката заврши со летарен исход. Информираат од клиничката болница. Од Центарот за јавно здравје пак појаснуваат дека и покрај негативниот наод од бриз со компјутерски наод за белодробна пневмонија, истото се третира како сомнително на корона и се лекува и погребува согласно алгоритмот за корона.